Почитуван председател на влада на Република Северна Македонија господин Зоран Заев. Почитуван министер за транспорт и врски господин Благој Бочварски. Почитувани градоначалници, почитувани представници на Кранфил, почитувани представници на медиумите, изведувачи, соработници, гости и колеги. После вклучувањето на првата делница во јуни 2020 на ТС Штип Неокази, денес во електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија ја вклучуваме втората делница на далеководната врска меѓу ТС Неокази и ТС Пробиштип, која е дел од новоизградениот 110 киловолтен далековод Штип Пробиштип, со кој ќе се овозможи доверливо и непрекинато снабдување со квалитетна електрична енергија на овој регион, односно Штип, Пробиштип, Свети Николе, Кратово, Злетово, Крива Паланка, како индустријската зона Неокази. Во пократок рок од една година, во вонредни услови предизвикани од пандемијата од COVID-19, период со многу ограничувања и предизвици, во целост успешно завршивме регионално значаен енергетски проект нов 110 киловолтен далековод на трасата на стариот далековод што беше во функција 48 години. Тимот на АД МЕПСО во услови на светска пандемија со безрезервна поддршка на менаџментот во одлична координација со надзорот и изведувачите заврши изворедна работа. Во овој проект вложени се 2,5 милиона евра, финансирани со заем од ЕБОР и сопствени средства на АД МЕПСО. Со оваа инвестиција овозможивме Пробиштип од електроенергетски аспект да добие одлични предиспозиции за привлекување инвестиции, со што ќе се отворат нови работни места во економската зона. Изведувачот на работите за изградба на далеководот, конзорциумот Пингаон Андрейкај, е избран транспарентно на меѓународен тендер, спроведен согласно правилата на Европската банка за обнова и развој. Во реализација на проектот учествуваа и домашни компании, проектантската фирма Хиконс, градежната фирма Yes Global Скопје и други домашни подизведувачи, со што АД МЕПСО ја продолжува праксата за поддршка на домашната економија. Новиот далековод е поставен на 110 челично решеткасти столбови и го заменува постоечкиот далековод што беше во функција од 1972 година, а беше поставен на бетонски, веќе стари издронети столбови. Од енергетски аспект, АД МЕПСО со новата инвестиција ги сведува на минимум трошоците за одржување на опремата и, што е поважно, ризиците од испад на електропреносната мрежа. Овој далековод е само дел од инвестицијскиот циклус за ревитализација на електропреносната мрежа на Република Северна Македонија. Со тоа ќе ги замениме сите армирано-бетонски столбови стари помеѓу 45 и 66 години со нови челично решеткасти столбови, и дотрената опрема со нова. Вкупно ќе бидат изградени 130 километри нови далеководи и ќе бидат вложени околу 15 милиона евра. Новата опрема за управување во трфостаницата Неокази, каде што се наоѓаме моментално, овозможува локално и далечинско командување, инсталиран е и локален SCADA систем, кој освен што овозможува командување од командно-контролниот пункт во трфостаницата, овозможува и далечински надзор и управување во реално време со трфостаницата од Националниот диспечерски центар во Скопје. Во оваа трфостаница се инсталирани и ставани во функција и нови системи за мерење на електрична енергија, релена заштита, како и нов систем за сопствено напојување. Паралелно со изградба на новиот далековод од АД МЕПСО, со сопствени сили се реконструира поголем дел од високонапонската опрема во ТС Пробиштип, каде што оваа делница завршува. Ги заменивме со нови старите прекинувачи на 3 полиња кои беа во функција 40 години, монтирани се нови мерни трансформатори, одводници за пренапони и заменети се старите разделувачи. Во ТС Пробиштип, која се наоѓа, како што кажав, на другиот крај од далеководот, кој што денес го пуштивме под напон, во реконструираното поле инсталирана и нова релена модерна заштита нумеричка за новиот далековод што го поврзува Штип и Пробиштип. Сакам да им се заблагодарам и да им честитам на сите колешки и колеги од АД МЕПСО кои учествуваа во реализација на проектот, на сите колеги од управниот одбор. Им благодарам за придонесот, благодарност за поддршката од ЕБОР и на владата на Република Северна Македонија и Министерството за транспорт и врски за посветеноста при реализација на проектите од електроенергетскиот сектор. И за крај,
да ви го честитам денешниот голем празник, 11 октомври, ден на востанието на Македонија. Да се радуваме на нашиот заеднички успех. Ви благодарам.